Собранието на Република Македонија во скратена постапка ги поддржа измените и дополнувањата на законите за пензиско и инвалидско осигурување и на Законот за социјална заштита, со кои се овозможува покачување на пензиите и социјалната помош до година, а неодамна ги најави премиерот Никола Груевски. 5% покачување на пензиите се однесуваат на масата на средства кои се издвојуваат за пензиите и тие ќе бидат рамноправно поделени на сите пензионери. Покачувањето за секој пензионер поединечно ќе биде околу 650 денари. Маријанчо Николов од СДСМ истакна дека неговата партија ќе даде поддршка на измените, но како што рече, мора да укаже на проблемот со кој ќе се соочат граѓаните доколку продолжи неодговорно однесувањето на владата кон состојбите во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. На ова пратеничката Благица Ласовска со реплика му одговори на Николов, со што го потсети дека и тој самиот го поддржал покачувањето и нема потреба од политички маркетинг. Почитуван колега Николов, јас навистина ве ценам како искусен пратеник кој што прави добри анализи и тоа го поздравувам. Меѓутоа, немаше потреба денеска од политички маркетинг поготово во оваа област, затоа што и на комисијата, а и во вашиот говор кажавте дека ја поддржувате оваа мерка на владата на ВМРО-ДПМН, значи го поздравувате покачувањето за 5% на пензиите. И како што кажа и моите колеги, не сакам да се повторувам во репликите со нив, се повикавте на пресконференцијата на министерот Ставревски и на министерот за труд и социјална политика. Еве, јас ја имам таа изјава и слободно можам да ви ја покажам дека и самиот министер за финансии вели дека средствата кои се потребни за обезбедување на покачување на пензиите веќе се обезбедени во буџетот, значи тука нема ништо спорно. Никој ништо не крие. Апсолутно ова е програма на владата на ВМРО-ДПМН која што ние ја спроведуваме и вие ја поздравувате и навистина ми е драго што е тоа така. Еве, имаме општ минимум консензус за вакви сензитивни прашања како што се правата на пензионерите. Впрочем, овие средства, како што кажате, ќе ги користат сите. И вашите, и моите родители, и родителите на сите, да ги оставиме пензионерите да се уживаат во својот пензионерски живот. А околу самото покачување на пензиите, јас ќе повторам, значи најниската пензија во 2006 година, значи кога дошло ВМРО-ДПМН на власт, била 4300 денари. Сега е 8001 денар. Тоа проценти, почитуван колега, изнесува 84,78%. Ајде да оставиме да видиме тие да одлучат на 24 април на кого повеќе му веруваат, на вас или на нас. И мислам дека како искусен пратеник денеска ја злоупотребивте говорницата, искажувајќи ставови од некоја си идна ваша програма за правата на пензионерите.